Нивото на кое што се студира у Македонија информатика е паднато неколку пати онака. Од што беше пред 20 години. Неколку пати е паднато. Значи, во однос на тежината на што се бара за да го проведеш предмет. Значи, има некои предмети што скоро се истите од тоа време, оние базични за информатика, алгоритми, структури, алгоритми, ово, оно. Што се барало тогаш да проведеш на испит и сега да видиш, тоа е трагедија невидена онака. И има повише фактори ради тоа. Една работа е затоа што така како што идат работите, општеството е позаинтересирано за информатика, повише луѓе сакаат да студираат. Но ако се задржаат тие тоа ниво од 90 80 која со 85-та институт за информатика на ПМФ отворен. А на електро е покасно? На електро не знам, иначе на ПМФ први биле дел од математика, од 85-та е како институт за информатика при ПМФ си постојат како посебни. На електро не знам кога е формиран, а во 2021 тој главниот за департмент за компјутер сајенс, што е на компјутер инженеринг на електро, и овој на информатика од ПМФ се отцепуваат и го прават финки. Зашто до тогаш беа едни идат на ПМФ, едни на електро, така ги знаеа као математичари и инженери. Немаше конкретно. Не беше информатичар онака као. Да. И да завршам со ова. Значи, ако сите тие луѓе што сакаат да студираат информатика, студираа на она ниво како што беше ПМФ во 90-ти, мислам дека под 10% прва година ќе ја завршат. Не знам ни 10, дали 5% ќе бидат. Затоа што ние тоаш бевме 60 студенти инженери, 30 професори. 90 студенти примаа на ПМФ на информатика. Сега си 1000 годишно. Да. Слично беа и така околу 90 или 120 на електро. Значи биле 200 вкупно. И пропусност по години било 20-30%. Значи од тие 60 20 души проаѓале нормално. А сега имаш ти 1300, под 1200 се, сега малце се намали, мислам, последнава година или предпоследната, околу 1000, ајде да речеме, годишно. И за да се задржи тоа, да има пропулзивност, онака, да не отпаѓаат од 1000 да останат 65 у втора. Нивото го смалуваат, значи задачите се тривијални, едноставни. Дури тие не можат, паси имене, ја баш го предав тој предмет, алгоритми и структури на податоци, што е еден од најтешките. Во трет семестар и на многу име проблематичен им беше. Треба стварно да ги разбирам, па тоа е основата, тоа ако го научиш кој што треба, си wizard, после што сакаш можеш да направиш. Генерално што сакаш онака. Значи ги градиш стварите, не е само да читаш некоја документација и некој софтвер API да како се поврзува и да го споиш онака, него го правиш од нула, од ништо онака, да направиш софтвер што прави нешто онака.